Прво нов управен одбор на Фондот за здравство, па проширување на позитивната листа на лекови. Според министерот за здравство Таравари, пари има за да се одобрат нови лекови на рецепт, а не се спорни ниту 9 медикаменти, кои е најавено дека ќе се најдат на новата листа. Има и пари, нема никаков проблем, само чекаме да се избере новиот управен одбор. Значи, управниот одбор се уште не е комплетиран, инаку од наша страна е испратено од пред 2 недели со согласност од фондот. Штом ќе има прва седница управниот одбор на фондот, позитивната листа ќе ја промовираме заедно со директорот на Фондот за здравство. По првата група до фондот биле предложени 9 генерички лекови за хипертензија, срцева слабост, превенција на артеротромбоза, Алцхајмерова болест и депресија. Надевам до крајот на годината да се обидеме, ако можеме, уште еден зафат да има од уште неколку лекови. Директорот на Фондот за здравствено осигурување рече дека има дупки во здравствениот буџет, но и многу побарување и очекувања од болници и клиники. Според него, за 10 дена ќе се знае што ќе биде со позитивната листа. Во меѓувреме, пациентите се осудени современи поефикасни лекови да ги купуваат на приватно, иако плаќаат здравствено осигурување. Неколку министри досега најавуваа обновување на позитивната листа, но досега тоа не се случи. Не е промената повеќе од една деценија, а на неа има лекови кои одамна се исфрлени од употреба во многу земји.